Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Еве не и денеска повторно заедно ќе другаруваме со нашата содржина, со содржините кои ги приготвивме за вас во овој ден. И ова емисија би ја започнала со една убава мисла. Каде да одите, што и да правите, никогаш не заборавајте да ја земете вашата насмевка со вас. Па еве нека и овој ден некого израдуваме со нашата насмевка, со некој топол, убав збор, иако животот е испреплетен со проблеми, со секакви работи, но сепак насмевката може некако да го расположи и да му ја разбистри мислата, односно тие темни облаци кои можеби се натрупале во животот на некој кој е поред нас. Одиме на почетокот со една убава песна. Cesta koja vodi sve do raja, to je cesta mira i ljubavi. To je cesta mira i ljubavi. Da će opet doći k nama, to je obećanje vjere, upanja i ljubavi. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista i ljubavi. Продолжуваме нашата програма, почнуваме гледачи со рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве да споделам и овутро неколку капки што ги приготвив. Среќата секогаш изгледа мала кога ја држиш во раце, но што ми ја пуштиш да се отиде, ќе разбереш колку била голема. Вистинскиот пријател ја гледа твојата прва солза, втората ја брише, а третата ја запира. Понатаму, прави што сакаш, ама немој да ги газиш другите само да би ја постигнал својата цел. Можеби не сум кројач, но успеав одлично да ги зашијам сите мои рани. Да бидеш чесен, значи со своите постапки да им докажеш на останатите дека си поинаков од нив. Секогаш сум со насмевка на лицето, а пријателите да не се грижат, а непријателите да не се радуваат.
Ne mi je strah od onih koji što me mrazat, se plašam od onih koji što se preprava deka me sakat. Ne mrazi go doždo, toj ti dava možnost da čekoriš s okrenata glava i koga očete ti se prepolni su solzi. Ne trčaj po nekoj što za tebe ne mi mrdnal ni jedan čekor. I uštedna na kraju, ogledalo to je jedinstven prijatelj koji nikogaš nema da se nasmeje na tvojite solzi. I zato se tije kapke na mudrosta što nekoj gi doživele, gi zapišale, jeve sega nije gi spodeluvame da se podsjetime za život od kakove ispolnit su dobri i so loše raboti, no očigledno preko ovije kapke na mudrosta nekoj saka da ne isprati i nekoja poraka, kako što je poslednata što je pročitavme. Ogledalo to je jedinstven prijatelj koji nikogaš nema da se nasmeje na tvojite solzi. Današnja kratka utrinska prikazna nosi naslov Vodata na životot. Voveden tekst vo Jovan 7. glava 38. stih, koji verува vo mene od njegovat utroba, kako što je rečeno vo pismoto, ke potečat reki od živa voda. Da li znajete deka jedno zdravo drvo se sastoji i do 80% na voda? To dobiva golemi količestva voda preko svojeg korinski sistem ili pak ja apsorbira rosata ili doždot. Големата мрежа на корење под земјата честопати ја надминува големината на крошната. Меѓутоа, дрвото не ја задржува добиената вода само за себе. Големо количество вода што се издига преку корењето и стеблото испарува во околната средина преку лисијата. Така, таа водна парија заедно со испуштениот кислород ја создаваат свежата атмосфера на секоја шума. Затоа, кога шетаме во природа е многу убаво, пријатно, затоа што гледаме од овој текст преку лисијата, таа водена парија се испушта и дава една свежина во природата. Постои голема сличност меѓу начинот на кој дрвото ја користи водата и начинот на кој христијанинот ја користи водата на животот. Во Евангелието според Јована, во 7 глава, во 38 стих, Исус ни вели дека од секој што верува во Него ќе потече река жива вода. Со овие зборови, тој не упатува на службата на Светиот Дух во и преку нас. Духот доаѓа во нас во мигот кога ќе го примиме Господ Исус Христос за свој личен спасител. Тој е способен да не исполни и да не освежи, што ни возможува да бидеме благослов за другите. Наша обврска е да го читаме Божиот збор, да примаме преку Духот чистење и обновување на нашите души, преку Духот чистење и обновување на целото тело, при исповедувањето на нашите греови и да го слушнеме Неговиот глас, гласот на Господа Исуса Христа. Имајќи целосна верба во Светиот Дух, од нас ке потече жива вода, која ќе даде освежување и добрина на многу луѓе. Господи Исусе, ти благодарам што си ти за мене освежителна вода на животот. Само жива вода може да ја угасне духовната жед. Затоа Господ вели во книгата на Исаја, дојдете кај мене и купете, земете си вода на животот, бесплатно. Решта Господова нека ја угасни нашата жед, нашата духовна жед, како што физичката жед ја гасиме со капка вода, така нека нашата духовна жед ја угасиме со проучување на Библијата, на Свето писмо. Нека и овој ден Библијата заземе централно место во нашиот живот. Ете, тоа беше рубриката Капке на мудроста и кратка приказна. Одиме повторно со песна. Za ljubav
As we trace back our spiritual lineage to the early centuries, we find the Christian church a maligned religion. It was not popular. Many of the Christians in the early centuries paid the ultimate price for their faith with their lives. The Colosseum in Rome stands today as a testament of this fact. Under pagan Rome, the Christian church struggled along, but one thing was sure. The intensity of the persecution kept the church free from nominal and lukewarm Christians. If you were a Christian, you had to be all in. There was no middle ground. But in the 4th century, an event would come along that would change all of that dramatically. The conversion of Constantine changed the course of history for the whole of Christendom, and the roots of that come down here to York, England. In 306 AD, Constantine was declared emperor here. His father, Constantinus, was in Britain from 305 to 306 AD, and Constantine was with him until his death. He was then declared emperor, but it was not to be a smooth sailing. There were counterclaims to the emperorship from Licinius and Maxentius. And it was before a battle with Maxentius that Constantine felt he needed more help than just the soldiers he had, and so he sought the help of God. He believed he saw a cross in the sky and heard the words, "By this sign you shall conquer." He took this as a sign to convert to Christianity, and a major switch began to take place. Rome would go from being pagan to papal, from paganism to professed Christianity. Many historians debate the authenticity of Constantine's conversion. Was it a deep-rooted biblical conviction, or was it a political ploy to keep a divided empire together? One thing is sure, though, that after his conversion, practices crept into the church that previously had no place there. Temples that were pagan were changed to Christian. The Pantheon in Rome was changed into a Christian church, and the names of gods were changed to Christian saints. For example, Jupiter became Saint Peter, and the list goes on. While some were happy for these changes and welcomed the lack of persecution and their newfound status, there were many Christians all over Europe who resisted these changes. For them, the persecution continued as they stayed out of line with the Mother Church. These were Christians who were maintaining the pure apostolic faith that was handed down to them over the years. There were scattered groups of people all over Europe, in northern Italy, in southern France, the Celtic Church here in Britain, and in various other places. The Bible refers to them as the church in the wilderness in Revelation chapter 12, verses 6 and 14. They were not always the biggest, they were not always the largest, but God would always have a people that were true to Him and that were faithful to His word. And so from this point on, two branches of the church would emerge. The recognized, the mainstream, but the compromised church, and then the persecuted, often the smaller, but the pure church. The question for us today is, which one of these two are we a part of? May we never compromise truth for popularity. May we be faithful to God and to His word, no matter what the situation is.
Isuse, spasi me, više od sveg drugog spasi me. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, spasi me. Isuse, ti si tu, više od sveg drugog ti si tu. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, ti si tu. Isuse, čuvaj me, više od sveg drugog čuvaj me. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, čuvaj me. Isuse, hvala ti, više od sveg drugog hvala ti. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, hvala ti. Isuse, voliš me, više od sveg drugog voliš me. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, voliš me. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse, voliš me. Od početokot Bog se otkril vo svojite dela što gi sozdal. Hristos bil toj koji gi rasprostrel nebesata i gi položil temeljite na zemjata. Неговата рака ги поставила световите во просторот и го обликувала полското цвеќе. Со својата моќ ја создаде секоја планина. Негово е морето, тој го создаде. Христос ја наполнил земјата со убавини и воздухот со песни. И по раката на љубовта на Отецот ја напишал на сите дела на земјата, во воздухот и на небото. Иако сега неговото совршено дело е оштетено со гревот, сепак останува она што е напишано. Дури и денеска, се што е создадено ја воспева славата на неговото совршенство. Не постои ништо во Вселената, освен себичното човечко срце што живее само за себе. Нема птица што лета во воздухот, ниту животно што се движи на земјата, да не му служи на некој друг живот. Не постои ниту еден лист во шумата или скромно тревно клавче да нема своја служба. Секое дрво, грмушка и лист излеваат животни состојки без кои ниту човекот, ниту животното не би можеле да живеат. А пак и човекот и животното се поврзани со животот на дрвото, на грмушката и на листот. Цвеќето точи чудесен мирис и ја открива својата убавина како благослов на овој свет. Сонцето ја лее својата светлина за да развесели илјадници светови. Океанот, иако извор на сите наши извори и кладенци, ги прима реките од секоја земја, но зема за да даде. Маглите што излегуваат од неговите пазуви доаѓаат како дожд и ја натопуваат земјата, со цел на неја да може да никнува и да пупи.
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма на Радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути на Facebook страната Радио Гласна надежда. Ова емисија се снима и може да ја побарате и на веб страницата, односно на Facebook страницата и на YouTube каналот Радио Гласна надежда, каде што се поставени сите досега одржани емисии, може тамо да ги прислушате, има корисни совети и да ги споделите со вашите пријатели. Дојдовме до рубриката за библиските личности, како да ги запознаеме библиските личности. Всушност, денеска ќе одговориме на едно прашање кое го постуваат многу библиски личности, како што е, например, Јов, Давид, Мојсеј и останатите 40 писатели кои учествувале во пишувањето на Библијата. Зошто животот е толку тежок? Што ни кажа во Библијата, почитувани гледачи? Зошто луѓето се разболуваат, например, едно детенце од неколку месеци од рак, или постар човек да умре во тешки маки, или некоја личност во средни години? Зошто има земјотреси кои уништуваат цели градови? Зошто луѓето мора макотрпно да работат за едва да го прехранат семејството? Секако се постуваат подсвесно уште многу прашања, но свесно ретко кога наоѓаме соодветен одговор во дневните весници или во многу книги кои постојат на оваа земја. Но Библијата како една Божја книга, Божје писмо ни дава одговор и на овие прашања. Знаеме дека животот е исполнет со проблеми, со искушенија, со убиства, со разни болести. И то кај нас предизвикува понекогаш револт. Значи, зошто се случуваат лоши работи? Зошто овој свет не е подобро место за живење? Библијата ни дава одговор на овие прашања, но повеќето луѓе, како да не сакат да ги слушнат тие одговори кои велат дека овој свет е таков каков што е, бидејќи ние го баравме тоа. Ние сме се определиле за таков свет. На жалост, преку Адам и Ева тоа се продолжува и денеска како генерација. Повеќе луѓе сака да го слушат оној непријателот, ѓаволот, сатаната, отколку Бога. Кога ја отвараме Библијата, кога ги отвараме тие свети страници, понекогаш доаѓаме до прашање, ако е Бог на љубовта, полн со љубов кон човештвото, зошто не направи крај на сите маки, на сите проблеми со кои секојдневно се соучуваме и велиме дека многу пати животот е нефер. Почитувани гледачи, Бог не ги менува работите според нашите желби. Постојат закони кои се воспоставени. Библијата вели што ќе посееш, што ќе пожнеш. Значи, Господ сака овој свет да биде свет без болки, без проблеми, без маки. Меѓутоа, во еден дел од човештвото, во минатото, Адам и Ева доброволно се препуштиле и го препуштиле овој свет на Божјот непријател, на сатаната, на ѓаволот. Сите ја знаеме приказната за Адам и Ева. Тие каснале од забранетото овоше. Тоа овоше ја представувала помисла дека тие можат да го игнорираат Бога и се оно што Господ го кажал. Адам и Ева се надевале дека без негова помош ќе станат богови. Тие мислили дека постои нешто повеќе и повредно во животот од самиот Бог. Нешто поважно од тоа дека не е потребно да се има лична врска со Бога. И ние денеска, ако признаеме и треба да признаеме дека не сме многу поразличити од Адам и Ева, кој од нас нема кажено дури во себе, ако не на глас, Боже, мислам дека можам без Тебе, ке се снајдам, сепак фала за понудата. Често пати луѓето така му одговараат на Бога. Сите ние сме се обиделе да го живееме животот без Бога. Зошто го правиме тоа? Може би затоа што сме поверувале во тоа дека навистина има нешто повредно и поважно од самиот Бог. За разни луѓе тоа се разни работи, но во суштина се работи за една иста работа. Бог не е најважната работа во животот. Јас можам и подобро од Него. И сега, кој е Божјот одговор на сето тоа? Тој дозволува на нашата слободна волја да се одвиват работите така како што ние сме посакале. Многу луѓе ги чувствуваат болните последици што произлегуваат од нивните лични одлуки на другите луѓе кои се, можеби, исто така спротивставиле на Божјиот начин. Денеска се случуваат
ubistva, alčnost, izmami, laženje, kradenje, kidnapiranje i така натаму. Сите овие, како и многу други работи, ги прават луѓе кои одбиле да веруваат во Бога и кои не сака да му се предадат нему. Тие ги живеат своите животи онака како што мислат дека им одговара, со што го повредуваат и Бога и самите себе. И сега да се запрашаме кој е Божиот став кон сето ова. Тој не е некој вообразен на доенко, па да каже баш ми е гаеле, што човекот си одбрал, нека си го добие. Не, Исус во својата голема љубов, еве што ни порачува, дојдете кај мене, сите што сте онемоштени и обременити, јас ќе ви дадам починка. Но, нажалост, не сите сакаат да дојдат кај него. Во врска со тоа, Исус во една прилика кога бил на ова земја, се качил тука на една падинка, на една ниска гора, би рекле на некој рид близу Ерусалим, и еве кои зборови ги кажа: О, Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и што ги каменуваш испратените кај тебе, колку пати сакав да ги соберам твоите деца, како што квачката ги собера своите пилиња под крилјата, но вие не сакавте. Исус постојано се навраќа, почитувани гледачи, Исус постојано се навраќа на нашата врска со Него. Исус вели: јас сум светлината на светот, кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на животот. Значи, Исус дава светлина, Исус не повикува, но ние не сакаме. Ние не сакаме како луѓе. Нашите погледи често пати се насочени кон проблемите, кон оваа грешна планета. Нема ништо поболно во животот од она што Исус го претрпел заради нас. Пријателите го напуштиле, бил исмејуван од оние кои некогаш верувале во Него, оние кои ги хранел, кои ги лечил, сега кренале рака против Христа. Бил тепан, измачуван и на крајот закован на крст, изложен на јавен срам и умрел со бавна смрт, со задушување. Иако не создал, иако не направил никаков грев, тој умрел како најголем грешник. И затоа читаме понатаму, вели, кога Исус се искачуваше кон Иерусалим, ги зеде 12 минута насамо и по пат им рече: еве се искачавме кон Иерусалим, а Синот човечки ќе им биде предаден на правосвещениците и закониците, кои ќе го осудат на смрт и ќе им го предадат на неевреите, за да му се ругаат, ќе го камшикуваат и ќе го раснат, но на третиот ден ќе воскресне. Замислите, тоа го кажувал Исус на своите ученици, тие тоа не го сватиле озбилно. И кога бил фатен, кога бил раснат, Библијата вели дека тие се разбегале, побегнале. Но Исус требало да ја пие чашата до дното, односно до крај да отиде, според тој план на спасение и да умре како најголем злосторник на Голготскиот крст. И затоа, кој ќе воскресне, тој ќе ги собере повторно учениците, но на жалост евреите ќе си ја одредат својата судбина. И еве што кажува апостол Јован: тој беше во светот и светот стана преко него, но светот не го позна. Дојде кај своите, се мисли кај евреите, но своите евреите не го примија. И самото негово раѓање беше чудно. Се роди во Витлеем, во една штала, напуштена надвор од Витлеем. А на сите што го примија им даде право да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, зашто Бог не го испрати својот син на светот да му суди на светот, туку светот да биде спасен преко него, зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Ете што направил Христос. Го дал својот живот, почитувани, за нас. Ние да живееме. Да, на ова земја ќе се умре. Ова е прва смрт, но Исус дошол да го откупи човекот од втората смрт. Овој живот на земјата може да го поминеме со или без Бога. Исус вака се молил: праведен татко, иако светот не те позна, јас те познавав, а овие спозна дека ти ме прати, им го објави твоето име и ќе го објавувам на љубовта со која ме засака, да биде во нив и јас во нив. Тоа е молитвата на Исуса Христа, да биде со нас, во нас и ние со Него и во Него. Само така може да обстоиме во овие тешки кризни моменти, во овие тешки кризни денови и години. Само Христос може да ни даде сила да издржиме.
Еве тоа беше овој коментар на во врска со ова рубрика, да ги запознаеме библиските личности. Денеска добивме одговор од многу писатели на Библијата кои зборува дека Исус не сака и дека многу работи што се случуваат на оваа земја и самиот човек е виновен. Но сепак како главен виновник е сатаната, кој знае дека има уште малку време и затоа тој прави се од своја страна да ги збуни луѓето да застанат на негова страна, а да му се спротивстават на Бога. Одиме повторно со песна. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duhot vo mene. Čisto srce dali, Gospode, i obnovi go duhot vo mene. Ne odvrvaj me od svojeto lice Bože, Duhot Sveti ne odzemaj go, ne odzemaj go, ne odzemaj go. Radosta Tvoja vo moje srce stavija i obnovi go Duhot vo mene. Čisto srce daj Gospode, i obnovi go Duhot vo mene. Čisto srce daj Gospode, i obnovi go Duhot vo mene. Ne odvrnaj me od svojeto lice Bože, Duhot Sveti ne odzemaj go, ne odzemaj go, ne odzemaj go. Radosta Tvoja vo moje srce stavija i obnovi go Duhot vo mene. I obnovi go Duhot vo mene. Почитувани гледачи, доколку имате потреба од Библија, од Свето писмо, бесплатно, ние може да ви подариме доколку се јавите во нашата редакција и побарате лично за вас, за вашите пријатели и комши. Биете слободни, јавете се, пишете ни, а ние ќе ви испратиме на домашна адреса Свето писмо. Бидејќи преку Библијата ќе можете да го запознаете Господа Исус Христос, неговата љубов и планот на спасението. Исто така ви ја препорачуваме и дописата библиска школа онлайн, значи по електронски пат во вашите домови, преку вашите компјутери, може да влезете на таа веб страница bibliјатазборува.mk и да ги проучувате основните вистини на Свето писмо. Во продолжение да ја видиме рекламата за ДБШ. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, драги гледачи, дојдовме до денешната емисија, до крајот на ова наша емисија.
За сите вас кои го прославувате денеска вашиот роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме Божи благослов, многу здравје и успех во вашиот живот, а на сите вас, почитувани гледачи, ви посакувам убав ден. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.